Откако вчера го пријави, денес и официјално Штипјанецот Мијалков, татко на 2 деца со аутизам, ја потпиша пријавата за говор на омраза на социјалните мрежи упатени кон децата со посебни потреби. Мијалков деновиве е мета на говор на омраза на социјалните мрежи од страна на 35-годишниот вевчанец Ранко Срабаковски. Победа во целата работа не би било некој да се осуди или не знам што. Победа би било да свати дека е сгрешил и сите други срично што размислуваат, што пишуваат, да сванат дека нашите деца ние сме си како сите обични, само имаме повеќе потреби за жал. Политиката во вакви случаи не треба воопшто да се меша, додава Мијалков и вели дека и ситуацијата со лекови за лицата со посебни потреби не е сјајна. Мојот син што примаше еден рек за да спречува епинапади, тој рек го нема, па се смени терапијата, сега не е погодена таа терапија. Буквално имаме чувство како да сме опитни грувци нашите деца на моменти, затоа што фалат рекови, фаре грижи од државата. Таткото кој сам се грижи за своите деца со аутизам и кој со години се бори за правата на лицата со посебни потреби во државата, бидејќи не гледа никаков напредок, спасот од како што вели од целата оваа ситуација го гледа во заминување од земјава и најави и тужба против државата во Судот за човекови права. Односно, членовите на неколку здруженија размислуваат во следниот период да поднесат тужба затоа што помошта ја имало само на хартија, додека во реалноста ситуацијата била многу поинаква. Инаку, вевчанецот Срабаковски, освен од Мијалков, пред 3 дена заработи кривична пријава и од првата детска амбасада Меѓаши, по основ ширење на говор на омраза и насилство на социјалните мрежи, за што е предвидена и казна затвор од 1 до 5 години. А МВР вчера информираше дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.